Општина Кавалци подолго време работи на проект за дигитализација, односно за виртуелно да може секој еден добронамерник и потенцијален турист во Кавадарци да направи обиколка и прошетка на виртуелен начин. Тоа значи дека сите културни аспекти во делот на градот, сите верски објекти, сите значителни објекти и целокупниот град е со мапиран и дигитално е обработен во дигитална версија. До сега сме во прилично завршна фаза. Првата фаза од дигитализацијата веќе ја имаме, така да во делот на секторот од туризам, господин Крсте, кој што не е задолжен, ќе ви објасни понатаки во делот на самото мапирање и на виртуелниот маркетинг и виртуелната прошетка за општина Кавалци, која што сме меѓу првите општини во Република Македонија со дигитализација. Со ова очекуваме да имаме привлекување на повеќе странски туристи, на потенцијални туристи, меѓутоа интересот да биде на повисоко ниво, поготово во развојот на винскиот туризам, винските регати и самото винарство. Првата фаза на проектот беше да се направи детално заштитување на културно-историското наследство кое што го има општина Кавадарци, пред се на верските објекти кои се некаде над 80 и културно-историските споменици кои што ги има на територијата на општина Кавадарци. Јас би кажал само дел од нештата кои што се предвидени со самиот проект, односно би спомнал дека 3D виртуелниот музеј на културно наследство ќе им овозможи на сите оние кои што сакаат, имаат намера или по било кој основ се затекнат во општина Кавадарци да можат од комфортот на својот дом да ги погледнат овие културно-историски споменици и во делот на нивната заинтересираност ги посетат. Модерниот турист повеќе не верува на фотографии, не верува на китени места, не верува на нешто кое што му би предизвикало да кај него се појави вау ефектот, туку сака да го види реално како даденото место или објект изгледа во реалност. Именно 3D технологијата го нуди ја нуди таа можност, со што ја дава реалната слика на самиот објект. При почнување на самиот проект, идејата беше само да се заштити културното наследство. Значи, но како времето одминуваше понатаму, како ние едноставно економски почнавме да бидеме помеѓу лидерите во Македонија согласно GDP-то по град, се установи дека треба едноставно да направиме нешто кое што ќе не покаже пред светот, односно ќе се покажеме пред светот и ќе бидеме видливи за останатиот дел од светот преку можностите кои ги нуди дигиталната технологија. За таа цел проектот претходно да речеме дека можеше да се видат бисти или споменици кои што се во форма на слика со пишан текст. Во делот на презентацијата сега моментално го покажуваме тоа. Пример би ја земале спомен куќата на Страшо Пинчор. Предходно можеше да се види само фотографија која што кажува што представува тој споменик, спомен куќа, со новата технологија која што сега ни е достапна, тоа изгледа вака. Значи, моментално имаме аеропанорама на централното градско подрачје на град Кавадарци и аеропанорами на градот поделен по исток, запад, север, југ. Значи, Кавадарци југ, Кавадарци запад, Кавадарци север и Кавадарци исток.
Додека се наоѓаме на самата платформа, можат со зум ин луѓето полесно да ги прочитаат називите на културните и историските објекти кои се наоѓаат во централното градско подречје. Библиотеката Феткин, Домот на културата, Паркот на револуцијата, локалниот музеј галеријата, музејот на традиционална храна и слично. Доколку добронамерникот има намера да го прошета градот, има икони кои што доколку се кликне со еден клик на нив, се симнува на точката на централното градско подрачје, со што се добива позиција каде што на истиот му се овозможува да има видливост каде се наоѓа. Идејата отиде до таа степен да и самите улици, значи кои што се на територијата на општина Кавадарци, се испишани долу, со што се знае на која улица точно моментално се наоѓа и се постави виртуелна сигнализација на кој што во дадениот правец се наоѓаат најблиското село и било кој културен или историски споменик. Во делот на Кавадарци, Ваташа си има своја особена улога, односно представува еден вид лулка на културата во Македонија, каде што и првата печатница, каде што огромен број на дејци, револуционери излегле од тоа село, па би ја земале маршрутата до Ваташа, со што попат не сретнува, значи, црквата Успение на Пресвета Богородица и спомен куќата на народниот херој Страшо Пинчки. Доколку продолжиме да се движиме, нели, по централната улица Тиквешково стание, со еден клик зум ни се појавува уште една виртуелна сигнализација која што ни кажува дека се движиме до местото кое што би сакале да го посетиме. На самата улица е испишано името на улицата по која се движиме, со што сакаме на било кој добронамерник да му посочиме дека нема потреба за дополнително ангажирање негово било какво, доколку неговата крајна цел е самото село Ваташа или некој од спомениците на културата или верски објекти кои што се таму. Значи, со самото приближување до некои од објектите или до самото село, еве сега во случајов се наоѓаме пред влезот на селото Ваташа, со нареден клик веќе на наредниот патоказ ни се покажува Моклиште. Значи, наредно село кое што доаѓа во Тиквешијата е селото Моклиште, а спомениците се остануваат исти. Кога пристигаме до самиот културно-историски споменик или верски објект, не пречекува знак со кој што ни покажува дека верскиот објект е пред нас, со тоа што веќе доколку некој сака да ги посети овие два објекта, едноставно сме го донеле до самото место, значи без да има никаков проблем да се снајде во општина Кавадарци доколку доаѓа прв пат. Горе ни пишува село Ваташа Кавадарци 360 аеропанорама. Доколку кликнеме на таа иконка, го гледаме селото Ваташа во 360 степени. Понатаму, наредно кое што ни доаѓа е споменикот на 12 ваташки младинци. И доколку погледнеме долу, ние споменикот на 12 ваташки младинци во 3D модел, значи прошетка по самиот споменик, или прошетка по пешачката патека Ваташа, 12 ваташки младинци, Моклиште, Стара Воденица. Доколку продолжиме понатаму, ни се отвара панорамска
гледка на местноста Моклиште, каде што имаме стар пат до Стара Воденица пат, Стара Воденица аеропанорама, Моклишко езеро, Витачево, Моклишки манастир. Сега, доколку добронамерникот кликне на иконката Моклишки манастир, пат директно го носи на местото каде што е патот кој што се пристига до манастирот Свети Никола. Со кликање на маусот или движење по самиот пат се гледа виртуелната сигнализација, која што го упатува посетителот до самиот манастир. Со влезот во манастирот се отвара истата позиција за прошетка по атарот на манастирот. А со кликање на 3D моделот, влегуваме внатре во манастирот, со што се гледа реалната слика и реалноста како е манастирот изграден или отсликан на се појавува реалната слика како самиот манастир е во реалноста, тоест без било каква шминка или нешто слично што ни би го излажале идниот посетител за да го посети манастирот. Во самиот манастир се поставени маркери со кои што доколку се кликне на нив се дава комплетниот историјат на манастирот и што она се е поставено во самиот манастир како дел на икони, кога е тоа изработено, кога е самиот манастир подигнат и слично. Со посетата на манастирот фактички добронамерникот во иднина има комплетна слика како тоа изгледа во реалноста и зошто имено би сакал да го посети овој манастир како пример и би му го земало неговото драгоцено време со реализација на овој проект, односно со заштита на културно-историското наследство. Општина Кавадарци покрај добивањето на дигитализација на на сите историски споменици, добива и техничка документација која што во иднина би се користила за реставрација или дообновување на овие културно-историски споменици. Во исто време добива можност да се презентира пред македонската, но и светската јавност како место кое што има што да покаже и зошто вреди да се посети. Тоа како првична идеја на самиот проект. Но како вторична идеја која што нас ни даде предизвик е тоа да покрај општина Кавадарци, тоест градското подрачје, на сите оние кои што во иднина имаат намера, дали тоа било по основ на туризам, дали тоа било по основ на инвестиции,
го мапираме со 360 степени целокупната територија на општина Кавадарци, каде што влегуваат сите селски местни средини и вклучително и Тиквешкото езеро. Овие жолти маркери покажуваат дека било каде да се тргне од, да речеме, центарот на Кавадарци, ќе бидат поставени преку 5000 дигитални знаци, кои што добронамерникот би го довеле до посакуваната дестинација или посакуваното место. Со реализација на неколку крупни проекти кои што се замислени од страна на општинската власт, тоа е поврзувањето со Република Грција преку изградба на граничниот премин Пулјевац, поврзувањето со магистралниот пат Е75 по делот на преку селото Дисан, како и кружната обиколница околу Ваташа, ние едноставно сме должни да направиме дигитализација комплетна на самата општина, со што ќе бидеме конкурентни во делот на примамување на зголемен број на туристи. Второ, економски ќе бидеме по-примамливи за наредните инвеститори, познавајќи каква патна инфраструктура имаме. И трето, едноставно го промовираме градот на македонско, европско и светско ниво, како град кој што во иднина цели да постане нешто кое што се вика економски центар на Република Македонија.